Владата не наложува, но замолува медиумите да го користат новото име на државата. Наљубезно ве замолуваме да ги употребувате следните термини. Официјалното име на земјата – Република Северна Македонија. Кратко име – Северна Македонија. Националност – државјанство. Македонско кроз граѓани на Република Северна Македонија. Се наведува во упатството за медиумите. Ова ќе биде задолжително само за македонската или поново националната радиотелевизија и за македонската, односно националната информативна агенција. За приватните медиуми владата само сугерира. Како што информираат од Илинденска, иако уставните измени стапија на сила, не може да се очекува државата да формира некаква јазична полиција која ќе им наложува како да се изразуваат новинарите. И покрај тоа неодамна токму премиерот во напорите за креативно толкување на Преспанскиот договор се зеде за право да коригира новинар кој одлучи да го употреби името Република Македонија во едно свое прашање. Еден убав настав за предприемништвото е ова во Република Македонија. Република Северна Македонија. Од владата вела дека и грешките на функционерите при користењето на имињата и придавките треба да се пренасуваат онака како што биле изговорени, иако премиерот и својот министер Анѓушев јавно го поправаше кога државата ја нарече со старото име. Тие ќе бидат областите кои што ќе обезбедат подобри економски околности за работа во Република Македонија, да ја подобрат. Од владата денеска објаснија дека историските референции си остануваат онакви какви што биле. Борис Трајковски бил претседател на Република Македонија и настаните што се случиле до 12 февруари годинава се пишува дека се случиле во Република Македонија, а се после овој датум се смета дека е случено во Република Северна Македонија. Сепак премиерот беше креативен и во овој дел и отиде дури и чекор повеќе, па на годишнината од смртта на Трајковски рече дека тој бил силен лобист за Северна Македонија да стане членка на НАТО. За претседателот Борис Трајковски, стратегискиот интерес на Република Северна Македонија, незината интеграција во Европската унија и НАТО, беше визија за реализација на која тој целосно се посвети. Владени извори брифираат дека и грчките власти максимално коректно го почитуваат договорот од Нивици, но дека и кај јужниот сосед ќе треба долго време за приватниот сектор да ги прифати промените и да ги напушти изразите како Скопје или Фиром кои се користат за именување на нашата земја и народ. Потенцираат дека од грчка страна досега немало никакви жалби и забелешки во врска со спроведувањето на договорот од македонска страна.